Подкастот на Плюс Инфо оваа недела продолжуваме со представување на кандидатите за лидер на СДСМ. Изборите се на 30 јуни в недела, значи брзо. Гостин во ова издание на подкастот е Александар Бајдевски. Бајдевски е релативно малку познат во јавноста, но членовите на СДСМ сепак добро го познаваат. Тој е во партијата од 1995 година, од годината кога станува полнолетник. Другар Бајдевски, смеам да ме наречам другар? Милувам да се нарекувам другар. Знаете ли зошто одлучив да ослувам како другар? Вообичаено сме нели господа и господи, но во едно интервју вие велите, ќе ве цитирам прецизно: најважно ни е партиското функционирање се врати на старите патеки на соработка, другарство и заедничко одлучување. Кога ве гледам сега во СДСМ и во оваа кампања, но не само во кампањата, туку и претходно, вие сте како во онаа поговорка homo homini lupus est, нели човек на човека му е волк. Кога исчезна другарството во СДСМ? Каде? Најнапред благодарам за поканата, другар Геровски. Ако не ми се налутите така да ве ословувам, поздрав до вашите гледачи. Чест и задоволство ми е што еве имам можност со вас малку да поразговарам во однос на она што следува во наредниот период. Како што и кажавте самите, јас сум многу долги години член на Социјалдемократскиот сојуз од далечната 95 година. Скоро 30. Скоро 30 години. Во текот на мојата партиска кариера сум поминал многу партиски функции, сум започнал од Социјалдемократската младина, преку локалниот клуб на општинската организација Кисела вода, секретар на градска младина, председател на градска младина. Во рамките на сениорите сум бил член на председателството на општинската организација Кисела вода. Сега таа не постои веќе, бидејќи се поделени две општини, имаме аеродром и Кисела вода, меѓутоа таа стара општинска организација беше можеби најголема со Куманово на времето во Македонија. Исто така сум бил председател на градската на сениорите и член на централниот одбор. Во текот на мојата кариера сум имал и неколку општествени функции. Сум бил советник во општина Кисела вода мандат 2000-2005 и сега сум од позиција заменик министер во Министерството за информатичко општество и администрација во заминување. Надевам дека наредната недела веќе ќе ја направат и таа промена, ќе ги изберат и новите заменици министри. Јас паметам многу убави времења во Социјалдемократскиот сојуз, времења на другарство, пријателство, взаемно почитување и помагање. Зошто го велам ова? И во мојата програма можеби еден од главните основни столбови е нашата идеологија. Ние тоа го подзаборавивме во изминатиот период. Таа наша идеологија, лево ориентирана, не учи на солидарност, на еднаквост, на праведност. Во текот на целокупната моја кариера, поготово на почетоците, јас како младинец бев на голем број организирани обуки од страна на партијата, на политички едукации, во однос на идеологијата, во однос на политичките активности, во однос на програмските определби и така натаму. Меѓутоа, тоа беа времења кога заедничкиот интерес и заедничките цели беа важни. Не беа истакнати личните интереси и личните потреби. Последниве години, за жал, некако како сето тоа да го подзаборавивме и да го оставивме зад себе. Затоа јас и во мојата програма, во делот на идеологијата, пишувам вака: јас не сметам дека нас ни треба нов СДСМ, ниту пак сметам дека на СДСМ му треба нов почеток. Јас сметам дека на СДСМ му треба едно враќање назад. Меѓутоа, враќање назад во идеолошка смисла. Ние не треба да заборавиме дека Социјалдемократскиот сојуз е државотворна партија. Нејзините идеали и постулати се од двата наши линдена. 2 август 1903, 2 август 1944 година со заседанието на АСНОМ. Во нашата политичка партија огромен печат
со своите политики, со своите државотворни одлуки оставиле и Киро Глигоров, и Бранко Црвенковски, и Владо Бучковски, Шекеринска Заев. Сите лидери на Социјалдемократскиот сојуз со своето владење носеле одредени тешки одлуки. Одлуки кои што значеле напредок на нашата држава. Дали било тоа во евроатлантските интеграции или да речеме носење политики некогаш и од идеолошки причини, некогаш да речеме и за подобрување на стандарот и функционирањето на целата економија. Можеме да ве вратам уште малку поназад. Вие велите дека сте одили од 1995 година, член на СДСМ, ме условите со другар не ми пречи, бидејќи ја бев другар и бев член на Сојузот на комунисти долги години, од мојата младост до последниот конгрес на Сојузот на комунисти на Југославија. Бев делегат, тогаш го изгасивме светлото. така се случи. Сакам да ве подсетам на периодот и пред 95-та година, бидејќи не знам дали знаете, но не треба сега да го идеализираме тој период, нити да идеализираме таа компартија, но е факт дека јас паметам и како новинар, и како член на таа партија, времења во кога централниот комитет и општинските комитети водеа тематски дебати за разни идеолошки прашања. И политички и економски прашања. Например, тематска дебата за аграрот, па тематска дебата за надворешната политика, па внатре-партиски избори кои беа, морам да ви кажам, многу подемократични од сегашните избори. Таа партија, вие спомнате Црвенковски, Киро Глигоров, јас ќе ги додам Петар Гошев, пред тоа Никола Поповски, пред тоа Јаков Лазаревски, пред Гошев. Значи, таа партија... Па и Тито Петковски, господинот Благоје Каджевски. Така, има еден удел во државотворноста и при создавањето на осамостојувањето на Македонија. Така што, би сакал да ве прашам, значи, постои тој континуитет на другарство, што го велите вие на расправа на идеолошка дебата. Кога всушност тоа прекина? Дали може би клучен момент беше она 2013 година, вие спомнувате во некои вашите изјави, кога Зоран Заев, мора да го спомнеме официјално од СДСМ направи Султан партија, кога практично се одлучи лидерот да ги именува, да ги поставува председателите на општинските комитети. Нешто што пред тоа беше незамисливо. Јас во мојата програма се навраќам и на ова прашање во однос на изборот на нашите општински организации. Комитети се на нашиот политички противник ВМРО ДПМН. И јас уште малку се задржам на ова што вие го говоревте. Континуитетот на Социјалдемократскиот сојуз е од 1943 година. Со формирањето на Комунистичката партија и нејзиниот прв председател другарот Лазар Количевски. Преку 91-та година СКМ ПДП со другарот Петар Гошев, па се до после тоа Социјалдемократскиот сојуз. И ние не треба да се срамиме од нашето минато. Зошто не го славите 19 март? Тогаш, мислам дека 19 март беше формирањето. 19 март Тетово беше Комунистичката партија. За ден на партијата е земен 20 април, бидејќи тогаш се оформи согласно новите демократски придобивки во нашата земја, се оформи Социјалдемократскиот сојуз и тој датум го земаме како датум на основање на нашата, да речеме, нова партија, меѓутоа таа партија е коренита од многу одамна. Затоа јас и во моите дискусии сега со моите другари при представувањето на програмата, многу пати знам да кажам, а кои сме ние? Кога ќе излеземе надвор од вратата, кога ќе не прашаат граѓаните кои сме ние? Која е нашата идеолошка матрица? Ние сме со Лазар Количевски, ние сме со придобивките на НОП, со партизаните, со АСНОМ. Ние не смееме да ги забораваме тие прашања. Знаете како, јас сметам дека дрвото не може да расте без корен.
ние мора да се ги почитуваме нашите корени. Како што ВМРО ДПМН е силно втисната во нивните, да речеме, луѓе, нивната идеологија, јас сметам дека треба и ние да си ја негуваме нашата идеологија. Нашата идеологија е лево ориентирана, ние треба да издефинираме како партија која не е партија на олигархијата, него партијата е на работниците, партија која што е блиска со синдикатите. Е тука ние ги изгубивме сите оние наши, да речеме допири до поширокото граѓанство во нашата земја. Ме вративте во 2013 година. Јас сепак сметам дека во 2013, 14, 15, 16 имаше стварно големо другарство во нашата партија, бидејќи знаете како се организираа шарени револуции, се организираа многу протести, имаше многу заедништво, се собраа на куп многу луѓе, интелектуалци, слободоумни граѓани, разни партии и невладини организации, се боревме против режим и успеавме. Но она што ни се случува пред се во последните, еве ќе кажам, за мене 2-3 години, е нешто што не успеавме да го надминеме и што го врати Социјалдемократскиот сојуз на едно место на кое што не заслужува. Она што би кажал перцепцијата на граѓаните околу францускиот предлог. Нашето недобро позиционирање во делот на граѓаните реално и навремено да ги осликаме сите тие прашања кои што се наоѓаат тамо во договорот со за добрососедство во Бугарија, нас не врати многу назад. Нас и меѓу себе можеби ни го растури еден дел од другарството. Затоа што створивме перцепција кај граѓаните дека ние од нешто се откажуваме, дека ние нешто предаваме, дека ние сме предавници. Се доведовме во ситуација дека сме се откажале од нашите идеали, дека сме се откажале од Гоце, дека сме се откажале од Астон, дека сме се откажале од таму од каде што ние потекнуваме, од таму каде што е нашиот корен. И сметам дека тоа е едно од, според мене, сега за жал немавме отчетен конгрес, не беше одржан, според мене тоа е една од главните и основните причини во кои што ние малку и се подзаборавивме и се подзагубивме и го разлижавме нашето другарство помеѓу себе, бидејќи од нас подосна произлезе едно ново движење. Знам ќе го наречам и него другарот Максим Димитриевски, бидејќи бевме доскоро другари, кои што освои голем број лево ориентирани гласови на две реченици. Ние сме Астон и ние него даваме Гоце. Другар Бајдешки, морам да ве прашам, односно можеби малку и да полемизирам со вас. Јас не мислам дека стануваше збор само за перцепција, работата околу францускиот предлог. Друго е прашањето на политички опортунитет, дали морало, дали можело поинаку, дали можело да се извлече во преговорите нешто повеќе. Јас тврдам дека можело и морало, некои ќе речат не можело, толку се можело, но не станува збор само за перцепција, станува збор за реален проблем и тоа... И за чувство кај граѓаните. И за чувство, ама предизвикан од реален проблем, бидејќи не може да се заборави едно преломно интервју на господинот Зоран Заев, другарот Зоран Заев, како сакате наречете го, за бугарската агенција БГНС, во која тој горе-долу прецизно кажа што се мислел тој и што се мислел Бојко Борисов и што се договарале практично случувајќи го договорот за добрососедство, потоа првиот протокол и сето она што следеше подоцна. Де факто тој експлиците, шокантно кажа дека идејата е дека македонската нација, држава, но и нација, македонскиот народ почнуваат, се појавуваат во 1945 година. Јас се сеќавате вие сигурно, председател Црвенковски, бившиот председател Црвенковски се огради од таа изјава, таа беше гранична ситуација кога тој рече не, ова не е мојата партија. Не се сеќавам другарите
партиските активисти, членовите на раководството да го судија тоа интервју или дури самиот Заев да се повлече. Луѓето можеби со право помислеа во тој момент, чекате, овие од СДСМ, овие од власта не предаваат, ако не после 45-та, пред 45-та сигурно. И тоа е една прилично трагична ситуација. Да, добро, јас не би навлегувал сега во интервјуто на другорот Заев, меѓутоа еве и сами констатиравте дека тоа едно интервју направило една дисторзија, една голема штета во однос на перцепцијата на граѓаните кон Социјалдемократскиот сојуз. И ние во однос и на тоа интервју имавме и дебати внатре во партијата, можеби тоа не излегувало надвор, меѓутоа имаше таму разни мислења и многу голем дел, да речеме, од другарите, како што го споменавте вие, Бранко Црвенковски, и јавно изразија негодување во однос на сето тоа. Меѓутоа во тој момент одлуката беше, да речам, донесена и се одлучи да се оди по тој пат како нели после Преспанскиот договор, после исполнувањето на едната стратешка цел, дека ова нас ќе ни помогне за да ја ствариме нашата втора, да речеме, стратешка цел на државата, членството во Европската унија. Сега, знаете како, ние на тоа прашање изгубивме многу. Добро, не бевте свесни дека кога ви го оспорувате во еден моментот кога е исфрлен предлогот за уставни промени во едно интервју читав, не бевте ли свесни во партиското раководство, во централниот одбор на партијата, луѓето кои нешто значат во СДСМ, дека прво нема мнозинство за такво нешто, реално мнозинство во парламентот, али и апсолутно дека нема јавна подршка за такво нешто. Да, затоа велам дека ние направивме неколку грешки. Грешките беа во чекори. Не застанавме, можеби не ја согледавме реално состојбата, не ги слушавме и членовите, не само граѓаните, членовите и симпатизерите кои ни велеа дека ова е нешто преку кое ние нема да можеме да поминеме. И ние го добивме одговор од 8 мај. Можеби тоа тлеело година, 2, 3, меѓутоа на 8 мај нас тоа не се случи. Нас се случи идеолошка катарза на изборите. Се дојдовме во ситуација да имаме 18 пратеници, од кои што 15 се од Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е најслабиот резултат во историјата на нашата партија. И тоа беше една од, според мене, најголема идеолошка греска што ние ја направивме во изминатиот период и што го потона Социјалдемократскиот сојуз. Сега, јас не би сакал да навлегувам во детали на договорот или на тоа што би било ако би било. Сега имаме нова ситуација, имаме нели власт која што се формираше во неделата, имаме нов премиер, имаме нова влада, господинот Мицкоски нели е нашиот нов премиер, они во текот на својата изборна кампања ветуваа некои промени, ветуваа нели репреговарање во делот на за ова што збориме сега, така да треба сега да оставиме да видиме што новата влада ќе направи, подоцна соодветно да ги искажуваме нашите ставови. Ние во текот на кампањата многу говоревме за Европа. Меѓутоа секој збор изговорен за Европа, граѓаните ги враќаше на овој предлог за кој што зборевме. Јас и во изборниот штаб каде учествува велев на моите другари, не е добро ние да збориме само за Европа во оваа кампања. Бидејќи јас бев тука во изборна единица 1, во ова урбано ткиво на Скопје. Велам, ние на граѓаните треба малку повеќе да збориме за тоа што ќе им понудиме во делот на образованието, во делот на здравството, во делот на да речеме платите, пензиите. Ние и тоа не го направивме. Ние зборевме 20 дена за Европа, за нешто што граѓаните не сакаат да го слушаат. Зборувате за фантазмагорија, за флоскули, празни зборови. Внимавајте, јас сакам да ја вратам на тие години кога вие почнувавте. Веројатно се сеќавате европеизација, терминот европеизација во Македонија беше популарен во раните 90-ти години. И по тоа подразбираше демократизација на земјата, воведување слободен пазар,
демократија во сите области, слобода на говор, слобода на политичка мисла, слобода на политичко действување. Денеска под европеизација луѓето подразбираат учени, политика на вето, притисоци, Политички пазарења, барења кои немаат никаква врска со копенхашките критериуми. Ме интересира, нема да ве гнјавам премногу, нека биде последното прашање на таа тема, но ќе ви поставам едно хипотетичко прашање. Вие не бевте во ситуација, веројатно, како сепак помлад кадар во партијата да одлучувате да бидете decision maker, нели? Но хипотетички, ако вие одлучувавте во такви околности, што ќе направевте? Што ќе направеше другар Бајдески? Јас можеби ќе бев малку повнимателен и можеби малку повеќе ќе ги оцртав црвените линии до каде ќе можевме да одиме, да речеме, во преговорите. Јас се согласувам со вас дека ние треба да се бориме за нашите вредности, да се европезираме внатре. Ние во изминатиот период и како носевме одлуки, решенија со кои што го возможивме тоа. Од зона што го говоривте, слобода на говор, слободно новинарство, па дури политички реваншизми немавме во некој голем број, демократија, и сето тоа на нас не ни се зема во предвид. Нас ни се зема во предвид ова за кое што сега говориме и за она за што не добро ги исцртавме нашите црвени линии и не бевме свести до каде можеме да одиме. За мене, знаете како, јас сум многу одамна во партијата, памтам и некои други одлуки исто така биле тешки. Не мислам дека само со можеби додворување и послушност ќе си ги решите своите проблеми. Кај беа вашите црвени линии? Имавте лични црвени линии? Па, Што беше она? Што немаше вие да дозволите од ова што се случи? знаете како, не смеевме така олако да влегуваме во сите тие историски читанки, во сите тие наши личности, во сите наши дејци, во целокупната наша историја врз која што е градена нашата држава. И тука можеби бил малку потврд во сите тие работи. Да, добрососедство е взаемно почитување. Не може да се бара само од нашата држава да ги испочитува, да речеме, барањата. Јас малку би поставил и што правиме и со нашите, да речеме, граѓани македонци во Бугарија. Какви се нивните права, да речеме, зошто се проблематизира и тие клубови кои што едно време рекоа дека ќе ги отворат, па подосна стана проблем. Така да имаше многу елементи, сега не би сакал да влегувам во детали за кои што може да се полемизира и да се разговара, меѓутоа, еве ќе се повторам уште еднаш, сега треба да оставиме малку време и на новата влада да видиме што ќе стори, за да можеби граѓаните се почувствуваат достоинствени и така влезат во Европската унија. Нас граѓаните не сака да не поразат. Нас граѓаните со сето ова сака да не понижат на изборите и мислам дека успеа со тоа. Сега од нас зависи како во наредниот период ќе успееме да ја вратиме нивната доверба. Заслуживте, поштено. Океј, ќе го затворим овој блок на прашања за таа многу чувствителна тема на која јас согласувам, вие изгубивте многу, вие, СДСМ, нели? Изгубивте и многу според мене и на планот на економијата. Мислам да не ги банализирам нештата, но после 7 години да не изградам еден метар, да не асфалтирам еден метар автопат, ја не би помислил да одам на избори пред граѓаните, бидејќи тоа е срамота. Но, ми остави впечаток неколку идеи во вашата економска програма, што ја промовиравте во рамките вашата севкупна, нели, програма. Овие денови нешто читав, немам доволно познавање за да ја рецензирам целокупната програма, но неколку прашања ми оставија впечаток.
интересни, со една интересна социјалдемократска боја, па би сакал да ви поставам некакви прашања. Прво сакам да ви прашам, вие немате во вашето професионално портфолио работа во економските сектори на владата или така? Од каде е тој интерес за бизнис, економија? Да немате некој приватен бизнис, нешто? Не, јас приватен бизнис немам, јас имам долгогодишна кариера во институциите на нашата држава, на Македонија. Сум бил вработен во Централниот регистар, сум бил во кабинетот на Владо Бучковски тогаш како во владата тогаш како млад, бев како асистент во делот на државните советници тогашни за економски и правни прашања. Подосна во Генералниот секретаријат сум работел во делот на основните комисии на владата, бев во Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој, а подосна оттаму не префрлија во Министерството за информатичко општество и администрација и таму работев во секторот за финансиски прашања, меѓутоа во секторот за финансиски прашања повеќе се работат технички работи, плаќања, фактури, договори, многу малку се работи, да речеме, политика, стратегија. Корупцијата таму се работи. Да. Па јас во мојата кариера долгогодишна немам црни дамки. Во однос на корупцијата, еве сум бил и 6 години заменик министер, тоа некако сум опериран од таа работа. Треба да се работи честно и одговорно, затоа што за мене грешката во мојата работа, да речеме во моите пресметки, дали 1 денар или 1 милион денара, за мене исто. Значи може да се живее и оперирано од корупција како оперирано од жолчка, например. Не е спорно, може да се живее. Па да, јас сум докажал во мојата кариера дека сум имал одговорен пристап, сега да не повторувам, чесен, да не бидеме толку, дека треба да се биде одговорен во секоја работа. И во партиската работа сум бил одговорен, сум се трудел да бидам одговорен и во оваа другата професионалната активност. Сум работел во едно интересно министерство, кое што исто така се бавело и со дигитализација, сме имале многу проекти, оставивме добар темел за да се продолжи понатака. И тоа ако се развива, услугите се повеќе да бидат дигитални, ние ќе имаме и поголем успех во делот на борбата против корупција. Сега ме доведувате до овие ваши интересни идеи. Пред тоа ќе ве прашам за инсистирате вие и некои други, но посебно вие, за темата прогресивно оденочување. Да. Ја упорно во секој разговор со кандидатите зборувам за прашањето на данокот, бидејќи во нормалните држави тоа е едно од клучните прашања во кои се разликуваат па идеолошки партиите. Прогресивно оденочување значи богатите да плаќаат повеќе од сиромашните, бидејќи така е честно, поштено И фер. Фер, нели? Знаете вие колку министри изгоревте во СДСМ на темата прогресивно оденочување, а ништо не направивте. Скоро ништо. Да, јас се залагам за тоа прогресивно оденочување, Да не изгорите, ве прашам за тоа. Молам? Да не изгорите вие. Па не се плашам ја дали ќе изгорам или не. Јас сум долги години во партијата, сум поменал многу премрежја. И сум бил на позиции, не сум бил, меѓутоа сум останал таму со моите другари до крајот. И сега, ако успеам или не успеам во мојата кандидатура, јас ќе останам член на Социјалдемократскиот сојуз и ќе се давам својот допринос и во наредниот период. Да, јас мислам дека прогресивното оденочување го воведе другарот Тевдовски. Го вративме назад, нели? Беше едно време, имавме прогресивно оденочување кога министер за финансии беше другарот Никола Поповски, го спомнавме, нели? Така е. Го спомнавме пред малку, затоа што сметам дека тоа е фер. Дека ај сега да не ја речеме некоја Робин Худ идеологија. Треба малку повеќе да земете на побогатите за да помогнете на сиромашните. Да со тие пари да изградите подобри услови, повеќе градинки, училишта и така натаму работи кои што се од непосреден интерес на граѓаните. И јас, ако бидам председател на Социјалдемократскиот сојуз, во моите економски програми, односно програмите на партијата, јас ќе се држам до оваа идеологија и на едни вакви
решенија би пробал, што велите вие, да обстојам, да не ме, како рековте, да не ви изгорат и вас. Не, сметам дека ние сме лево ориентирана партија, нас партнер треба да ни бидат граѓаните, работниците. Едно време велевме средниот слој, сега тој се повеќе како да исчезнува, има големи раслојувања помеѓу граѓаните, имаме граѓани кои можеби имаат многу повеќе, а граѓани кои што не можат да го врзат месецот, односно да го поминат денот. Затоа сметам дека тоа е фер и тоа е праведно и е дел од нашата идеологија и јас ќе се залагам за едно такво решение. Другар Бајдовски, ми затеравме ова со другар одговара. Знаете како е, од прилика во последните години буџетот се движеше, поправете ме, прецизирате, ако не се лажам, околу 6 милиарди. 4,5 милиарди, сметам дека беше. Добро, тоа се големи пари, споредено со некогаш, кога и нацијата била поголема во Македонија. Сега ние во Македонија баш и немаме многу луѓе, немаме ни работна сила, немаме и овие работници кои би сакале да бидете поголеми другари отколку што бевте. Секоја година имаме прво неизвршување на капиталните инвестиции, недоволно, тоа значи остануваат пари во буџетот предвидени за градба на училишта, школи, градинки, не знам што све не. И кога на крајот ги сведовме сметките, ќе даваат богатите повеќе, за да има поголем општествен стандард, да се градат патишта, згради нови, инфраструктура, болници, училишта. Па и социјални трансфери. Кои патишта? Кои болници? Кои училишта? Ја не можам да се сетам, можеби ќе ме подсетите, например, за патишта, автопатишта, не сакам мобе да правам, нема, рековме 1 метар нема изграден автопат. Нешто е почнато, но не е завршено. Во последните 2-3 години критични, нели? Ништо не е изградено, или скоро ништо во држава. Катастрофа. Кај отидо тоа што тие пари, мислам. Која е смислата на прогресивното доначување ако парите одат во ветер или не Боже во нечии џебови? Па добро, не би се согласил дека не е ништо изградено, можеби знаете како и мене многу ми смета кога ќе го погледам автопатот Охрид Кичови кој што се влезе. Па добро, кажете ми на болница на пример. 10 години имаше многу вложување, да речеме, во здравството. Можеби нема изградена нова болница, меѓутоа современување на болници, реновирање на болници. Еве ќе тргнам и од 8 септември болницата. Таму исто многу се вложуваше, да речеме, во нови инструменти, во реновирање на она се тамо што можеби не било соодветно како ветите в нов клинички центар и таму некаде на тој потек нели Пемброс. Добро, тоа нема ништо од тоа. Тоа не се реализираше, не сум бил дел од тој ресор да ги знам деталите зошто и како биле причините зашто тоа не се сторило, меѓутоа факт е дека во многу болници за Македонија беа извршени и разноразни набавки во делот на понова опрема, разни реновирања, исто така и во делот и на сметам да кажам и во основни училишта се изградени градинки, исто така се изградени поголем број. Сега тука се преплетуваат малку ингеренциите и со локалната самоуправа, меѓутоа многу, еве да речеме во Скопје, голем број на училишта, голем број на градинки беа започнати од нашите да речеме другари кои што беа градоначалници, се довршија во мандатот на сегашните, а истите беа финансирани со пари од буџетот на државата. Така да не би се согласил баш тотално со тоа дека не е ништо направено. Исто така работевме на изголемување на социјалните трансфери, на зголемување на платите во одредени сектори, на зголемување на пензиите. Меѓутоа, сепак тоа се согласам дека не беше доволно, дека требаше можеби многу повеќе, затоа што и нивото, оно што го велите во капиталните инвестиции на многу ресори кои што да речеме има огромни средства за да ги реализираат, допринесуваат да ние имаме еден економски раст кој што не е соодветен за нашата држава, веќе ние со економски раст од 1,5, 2, 3% ќе нема 3-2.
Добро, се, 3 е многу. 2, 3, без тој да биде 5-6, ке не може толку брзо да исчекориме. Сега да ја прашам за една идеја, што би требало според вас да нанесе удар на сивата економија, многу интересна идеја, тоа е да се елиминираат кеш плаќањата, да се сведат на што помало ниво до граница на 0. Јас ова чудо, кој постои, го видов и лично пред година и пол патувајќи во Шведска, влегов во таа земја, поминав 7 дена, изгледав, не видов како изгледа банкнота на шведски круни. Круна. Не видовте круна. Воопшто не видов. Влегов, излегов, ги плаќав сите, вклучително и метро директно со картичката. Верувам дека тоа е технички можно, што го предлагате, но... Се е технички можно, само треба да се земат добрите практики од земјите, ништо не треба да измислиме ние. И сметам дека со една таква мерка можеби е ригидна, можеби е ригорозна, можеби не е соодветна на нашиот менталитет, затоа знаете, ние сепак имаме еден менталитет од на Балканот малку подруг, меѓутоа ако успеам да го наметнам тоа како прашање, и имам некогаш можност да го реализирам, сметам дека би бил сериозен удар против борбата и против сивата економија, меѓутоа и против корупцијата. Да, ама еден во 90-тите години еден тогашен представник на социјалдемократите, министер, постави една ваква дефиниција на корупцијата. Вели, корупцијата е фактор на меѓуетничката стабилност во Македонија. Па сметам дека не сме во 90-тите. Сметам дека сме веќе 2024 година, дека многу од тие, да речеме, етнички прашања ги решивме. И господинот Али Ахмети имаше изјава пред неколку години, рече дека сите обврски од тој рамковен договор дека сме ги направиле. Така да, јас лично сметам дека веќе не треба да се бавиме со етнички прашања, него треба да се бавиме со прашања кои ќе значат подобар живот на граѓаните. Ние живееме во држава каде што имаме и албанци, и македонци, и турци, и роми, и тоа ни е богатството како држава. И сега тоа може би било интересно за во 90-тите, ама во денешен аспект сметам дека веќе корупцијата? Не корупцијата. Ова дека корупцијата е фактор на... Па знаете, кога ги сетам колку беа релаксирани луѓето од екипата на Ахмети во тоа Министерството за политички систем и не знам како, со долго име, знаеме отплика на што мислиме, толку беа релаксирани, внатре играа фудбал во кабинетите на мали голчиња. Ја имам чувство дека тоа го прават затоа што им се растовараат камилите, дека доста добро функционира генерално на генерално ниво корупцијата во државата. И кај македонците, и кај албанците, да не и даваме сега етничка боја. Тоа ќе треба да ги прашате нив зашто играле фудбал. Она што мене ми пречи е што немаше соодветна реакција од нашите партиски раководители, да речеме, јас да бев. Па вие бевте шефови на владата, не барем номинално. СДСМ беше. Иако реално може би они беа шефови. Да, затоа велам, требаше можеби да има малку поостра реакција од премиерот, односно од оние кои што ги имаат врвните позиции во однос на едно такво однесување кое што на крајот денот повторно се удри врз грбот на социјалдемократскиот сојуз. И граѓаните, поготово македонците, тоа ни го замерат и сметаа дека тоа е недозволиво и затоа мислам дека требаше да има малку поостра и малку посоодветна одлука, не се институциите во нашата држава да се игра фудбал, кошарка или не знам што понатаму, или да се пеат песни и да се, не знам, прават некои прослави таму. Журки, да не речем. Океј. Уште еден бисер од вашите идеи, морам да кажам бисер, бидејќи тоа е нешто за што јас слушнав неодамна, дека наистина постои во некои од европските земји и се практикува, велите, да се размисли за преземање на практиките од некои земји во Европската унија, да се објавуваат јавно сите даночни пријави
на сите граѓани. Да. Ако тоа се направи, секој што малку знае да пресмета, практично ќе дојде до бројката на вашите лични приходи, моите, вашите, на било кој друг граѓанин. Смета дека е можно во една ваква земја како Македонија да дојдеме во ситуација сите сечи приходи да бидат јавни? А зашто не? Вие велите, бев во Шведска, не видов круна. Ова е пример од тие земји таму на тоа окружување. Знам, да. Шведска, Норвешка и така натаму. И не им фали ништо на тие земји. Ако јас како да речеме, мојата даночна пријава, годишна даночна пријава, биде јавно објавена, и вие нови. И ако јас се бавам со некоја работа која што е јавна, сите вие новинарите, или секој нешто истражува, ќе може да види како јас сум купил возило, како сум купил стан, како сум купил викендица и каков е мојот животен стандард. И тоа ќе биде можеби еден силен удар во однос на борбата против корупцијата. И на ова прашање сметам дека треба малку да поработи Државната комисија за спречување со корупција. За мене не сметам дека е доволно само ние да пополнуваме анкетен лист, да ги даваме нашите податоци. Сметам дека една вредност плюс е и даночните пријави на граѓаните да бидат јавно објавени. Живееме во 21 век, се е електронски достапно, нашата управа за јавни приходи веќе ги генерира електронски годишните даночни пријави, сите ние дома на компјутерот ја потврдуваме или не ја потврдуваме, така да има можност тоа да се направи. Се разбира, нема да го оспорам фактот на приватност и така натаму на секој некој што си заработува честно и работи, да речам, бизнис, не се занимава со јавна работа, нема допир со јавни средства, да каже, па зашто јас си работам приватно, зашто моите податоци да бидат јавно објавувани. Меѓутоа, би ја фрлил, да речам, јадицата, да отвориме една дебата во општеството и да видиме дали сме подготвени, можеме да направиме уште една ваква радикална мерка која што ќе ни помогне во борбата против корупцијата. Интересно. И уште една ваша, би рекол, радикална идеја, може би не е нова, но денеска кажана делува радикално. Вие велите вака: ајде да ја искористиме нашата геостратешка позиција, сега ве парафразирам, не можам да ве цитирам директно, да искористиме нашата геостратешка позиција и парите кои фирмите, компаниите кои порано одеа од мокните западни земји кон Кина, кон Русија, попат да застанат тука или да се вратат кај нас, затоа што ние сме сега членка на НАТО, ние сме тоа не е голем келепур, ама ај да речам сме некаква земја која можеби не може многу да им нанесе штета на нив, а може некој добро да им направи. Сеото е окей, но дали сме свесни за фактот дека голем дел од тие компании кои се на запад се всушност компании на луѓе кои не се баш од запад, луѓе богаташи од далечен исток, од близок исток, од Арапскиот полуостров, од Африка, па и од Јужна Америка. Сите имаат своји компании во Луксембург, во некои европски земји, во даночните рајави во Европа и Америка. Не знаете како, имате и многу фирми од западните земји кои што има, да речеме, своји погони, своји представништва во, ќе ја земам една Русија, кој што по започнувањето на војната. Па они уште си ги имат, само ние не смееме, иначе они може да имат. Русија и Украина, меѓутоа многу и се затворија и напуштија тие територии. Ние како членка земја на НАТО сметам дека со нашите политики треба да бидеме малку по-мудри, малку по-досадни и да успееме дел од тие инвестиции да ги донесеме тука во нашите, да речеме, развојни зони што ни постојат. Можеби тоа е една
придобивка која што треба да ја искористиме од нашето членство во НАТО алијансата. Тоа нема да дојде преку ноќ, тоа е сушно тешка работа, меѓутоа зошто да не се потрудиме, зашто ние тоа, еве како што кажавте и вие, како што пишува и во дели од моите програми и од моите визии нареден период, не се потрудиме малку подобро да ја искористиме нашата геостратешка положба. Ако некои шеици вамо од Абу Даби и така натаму решат да инвестираат големи пари во Македонија, не е невозможна идејата и не е нереалистична, бидејќи тоа го прават во Србија. Па еве ние имавме промовирана сега инвестиција на новата влада, од каде беше таа инвестиција? Да не ги карат од НАТО, да не ве карат од НАТО, тоа да ви речат, вие што правите, што носите овдека како Вучич, како Орбан, шеици, овакви, такви. Па тоа ќе треба нив да ги прашате сега да видиме дали ќе ги искараат или нема да ги искараат, пошто новата инвестиција која што дојде со новиот ветерен парк е од тие земји. Да, државата номинална, фирмата е во Луксембург, ако не се лажам, но парите доаѓаат. Океј, па тамо не живеат, не се сите криминалци, зашто ги се согласувам, ја не ги оквалификувам, затоа знаете како и сега ние малку како земја членка на НАТО треба да имаме и друг пристап до работите и имаме и наши пријатели во алијансата кои што можеби ќе треба малку повеќе да ги искористуваме. На крајот денот ќе можеме и да имаме подобри информации дали тие пари се вакви или такви. Да ни дадат разузнавачки информации. Па државата си има своји елементи, сепак не смееме ние со некои такви инвестиции да ја загрозиме и нашата држава, меѓутоа да загрозиме и функционирањето на алијансата. Ние сме дел од колективен систем за одбрана и мора и така да се однесуваме. Во ред, рековте, ќе ве вратам повторно темата што е најзначајна, тука некаде ќе привршуваме полека. Со овој разговор се изјаснивте дека не верувате во национализмот како концепт, бидејќи води кон поделби и мислам дека нема политичар, интелектуалец, новинар, обичен граѓанин кој нема се согласи со вас, но рековте дека верувате во патриотизмот. Што е за вас патриотизам? За мене патриотизмом е да, ако кој е државен функционер, како јавен функционер, е да обезбедувам подобри услови за живот на моите граѓани. Да си ја сакам мојата држава, да си работам честно, одговорно, да не ги злоупотребувам позициите, да се поставам комплетно, како што велат англицаните, сервент, како слуга на граѓаните. Може би е премногу идеолошко, премногу вака звучи да речеме како флоскула, меѓутоа јас навистина во тоа верувам. Патриотизмот има и своја ритуална форма, има своја појавна форма и таа се почитува и се негува во сите нормални земји, вклучувајќи ги земјите членки на Европска унија, во Соединетите американски држави и така натаму. Луѓето си ги сакат, ги почитуваат. Својата химна, своето знаме. Државни символи, знаме, грб, гледаме на Европското првенство, сите ги пеат химните. И играчите, и навивачите. И јас сум малку изненаден од тоа, бидејќи се сеќавам, например, што правевме ние, односно вашата партија, односно, ајде да бидам попрецизен, премиерот, министрите од вашата партија, луѓето од протоколите, не знам веќе кои, со нашата химна, например, и со нашето знаме. Не знам дали сеќавате. Не може да стои само македонското знаме. Мора да има до него европско знаме, понекогаш и американско знаме, као оно само нешто му е незгодно да стои на македонско знаме. Или со химнава, или ја грешеа на официјални преводи, или го менуваат текстот, или ја кратеа ко Шнајдери, или изведуваа во инструментална форма. Просто не паметам еднаш да е изведена прописно, а не можем да сетам и некој конгрес или седница, конгрес може да, но
седница на Централен одбор на СДСМ да почнал со интонирање на државна химна. Што фали? Нашите конгреси ние ги започнуваме со интонирање на македонската химна, седниците на извршени Централен одбор не започнуваа така. Меѓутоа јас ги сакам, ги почитувам символите на мојата земја. Јас сум, да кажам, ајде спортски фанатик. Значи многу сакам да одам на надпревари. Фудбалски? Фудбалски надпревари. За кого навијате, ако не е тајна? Па се знае, тука се навива за Вардар. Тука се навива за Вардар, а инаку сум модел на многу утакмици со мојата ќерка, која што ми е партнер за фудбалски надпревари. Бевме и на европското првенство во Букурешт и сметам дека тоа беше прилика што не смеевме да ја пропуштиме, бидејќи сепак е гордост на секој македонец да присуствува со својата државна репрезентација на едно такво првенство. И тамо си ги носевме и нашите шалови, си ја пеевме и нашата химна и јас си го носам секогаш фудбалскиот дрес на мојата репрезентација со гордост. Така да не би навлегувал во ова дека символите за мене, символите значат многу и јас си ги почитувам. Дури бевме што се вели во Порто да ја гледаме македонска репрезентација со Португалија со мојата ќерка во еден ден и не ни беше тешко. Отидовме са бајле со чартер летоци, се вратевме досна навечер, меѓутоа ни беше задоволство. Изгубивме, ама бевме среќни што бевме таму македонци што гледавме нашата репрезентација. Значи би може да се каже дека ако вие спечалите во недела лидерско место, односно станете председател на СДСМ, малку работите во тој поглед ќе се променат, односно малку ќе се вратиме на патриотските корени. Спомнавте АСНОМ, спомнавте државотворноста на СДСМ, работи за кои малку се зборуваше во овие години. Јас така пишувам и во мојата програма. Дека ја не сметам дека ни треба нов почеток или нов СДСМ. Нас ни треба еден СДСМ идеолошки малку вратен, затоа што не на нас. И треба на Македонија еден таков силен конкурент на ВМРО ДПМН, затоа што имаат огромен број на пратеници, имаат огромно мнозинство, се може да се случи во наредниот период. Сосема за крај, како ќе изгледа партискиот живот во СДСМ во кратки црти, ако вие бидете председател? Бидејќи она што сега е партиски живот во СДСМ, знаете, од 95-та година се таму и се велеше тоа, вели СДСМ е партија која живее во кафулињата од Бикачка преку улица Македонија до Ленинова. Отприлика така беше со години, не верувам дека сега е многу различно. Како ќе за кога вие ќе бидете председател? Јас не верувам во чуда, јас ќе ветам и ветувам членовите само многу работа. Партискиот живот ќе биде секојдневие. Комуникацијата со членството ќе биде секојдневие. Комуникација со форумите ќе биде секојдневие. Ќе започнеме веднаш со реструктурирање и реорганизација на целата партија. Од измена на статутот, почнувајќи, па се до последната келија, местната организација, ќе ја направам партијата да самите членови одлучуваат за избор на своите раководства на секој ниво, а не јас како централа да ги наименувам тие раководители. Би понудил и отворени листи, не само за првите позиции председателски, него и за извршните одбори, за централниот одбор. Во програмата моја нудам отворени листи за да секој член може да гласа за оној кој што ќе мисли дека најдобро ќе го представува во одредениот орган на партијата. Меѓутоа не е доволно само ние да ги избереме органите и тука да направиме некоја реорганизација или поголема демократизација. Ние подоцна треба да развиеме и дебати во партијата од најниско ниво, од местна организација, општинска организација до централниот одбор и нели извршниот одбор како највисока форма на раководење во период меѓу два конгреса. Мора да се вратиме на тематски конгреси, мора да се вратиме на тематски централни одбори, мора да се вратиме да разговараме малку повеќе за политики, за проблеми и на наше, не само за нашите членови, него и за проблемите што ги имаат и граѓаните
на нашата земја, на Македонија. Така да можам да ветам една работа која што ќе биде полна со дебати и која што ќе придонесе одлуките што ќе ги носиме заеднички да бидат во вистинска насока. Без дебати, човек кога само одлучува, многу греши. Другар Бардички, ви посакувам успех на изборите во недела. Според некои проценки можеби ќе има и 2 круга. Вие сте направиле некој малку интересен, комплициран систем на обшти непосредни избори. Како и да е, како еден од помладите кадри, прво честитам на храброста што се амбициравте. За мене тоа е доблест, за некој тоа може би лудост, sejedno. И нека биде добро за СДСМ, бидејќи силен СДСМ и во опозиција потребен на државата, потребен на демократијата, потребен на општеството. Ви благодарам за можноста, рековте храброста. Може би се чувствувам и должен после сите овие 30 години да смиревам една програма, да го пренесам целото мое искуство, да го споделам со членовите, да имаат избор, па може би ако не бидам избран, некој делови од програмата, некој од кандидатите кои што ќе победат ќе ги спроведат. Ви благодарам уште еднаш, ми беше задоволство. Почитувани гледачи, тоа беше Александар Бајдевски, кандидат за претседател на СДСМ. Во ова серија ни останува уште разговор со Јован Деспотовски и тројца од четворицата кандидати. Ќе имате можност, веќе имате можност да ги видите, да ги слушнете, ги видите нивните идеи, предлози. Плюс инфо е тука во подкастот да им помогне да допрат до своите членови и на некој начин целата оваа трка да ја направат поинтересна, потранспарентна и плодотворна за СДСМ во наредниот период. Благодарам.